Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денеска ќе го задржиме вашето внимание 40 на минути, толку што трае оваа емисија и она што ќе го говориме во студио ќе биде од ваш интерес. Уште повеќе што имаме една интересна тема, досега не сме говореле во Ваш термин за оваа тема. Ќе бидеме корисни во однос на сето на што ќе го кажеме како информација и во однос на она што ќе го презентираат како здружение моите денешни соговорници. Минатиот понеделник, односно 20 септември, беше Светски ден за подигнување на свесноста за растот кај децата. Се одбележа, значи, тој ден, по 8 пат од Здруженијето Раст. Значи, ќе ни кажат како помина одбележувањето и ќе проговориме малку за Здруженијето, што им е актуелно, со кои проблеми се соочуваат и нормално ќе проговориме за проблемот за растот кај децата. За таа цел веќе со мене во студиото се Александар Петровски, кој што е председател на Здруженијето Раст, и Билјана Стефановска, која што е координатор на ова здружение. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдовте. Добро ве најдовте, ви благодариме на поканата. Так, за прв пат сте во Ваш термин и воопшто оваа тема за прв пат ја обработуваме во Ваш термин. Мисля, че не сум говорила на оваа тема досега. Драго ми е што еве се договоривме, уште повеќе што еве некако така се погодија работите, да една недела после одбележувањето сте практично тука и да ни кажете нешто повеќе. Ајде на почеток Александар да ни каже како помина одбележувањето во понеделникот и кое беше мотото. Така, значи баш ми е драго пред се да се заблагодарам на поканата и навистина ни представува чест токму и во вашата телевизија, на вашите гледачи да продискутираме, односно ни дозволивте за уште една можност да можеме да кажеме, односно да мотивираме дополнително и да продискутираме малце повеќе за хормонот за раст, односно за пациентите кои што ние ги застапуваме како здружение. Токму така, токму сме на една недела од минато неделното одбележување на 8-миот поред интернационален ден за подигнување на свесноста за растот кај децата. 8 година, како што кажав, го одбележуваме во глобални рамки. Так. Практично нашето здружение, Здруженијето Раст и ние сме председавачи на управен одбор на големата интернационална коалиција АјКОСЕПТ и токму од таму и го одбележуваме, како што кажав, глобално ги имаме сите детали, како тоа се одбележува нормално во светски рамки, европски и токму и кај нас во Република Македонија. Оваа година ние традиционално, како и останатите години, направивме пресконференција на која што секако сме благодарни на сите медиуми кои што се одзваа на поканата дојдоа, секако потоа и останатите превзема од МИА, официјалната државна институција за медиумското известување. И секако го кажавме она што е најактуелно за секоја година. Исто така сакам да се заблагодарам, односно и да укажам на фактот и дека и ден денеска во чест на одбележувањето на светскиот ден, токму градскиот превоз во Скопје, односно јавното сообраќајно претпријатие ден денеска вози со нашите знаменца кои што се на глобално ниво одбележие, односно тоа е знаменце кое што ја кажува, символично го кажува мотото за секоја година. Оваа година ставивме акцент токму на, како што кажав, актуелностите од оваа година. Затоа и секоја година ни е токму и различно мотото на одбележувањето. Оваа година, како што кажав, е секако во фокус токму ковид кризата, како во светот, така и кај нас, но ние се соочивме со факт на кој што моравме да потенцираме, да ставиме акцент оваа година, токму да мотото биде ковидот е присутен еден период од животот, а последиците од нарушување на растот и растот се за целиот живот. Сето ова го констатиравме заради тоа што буквално откако е ковид кризата во нашата држава, конкретно веќе збориме, буквално пациенти имаше кои што се плашеа, дури збориме пациенти кои што се веќе официјални пациенти кои што се на хормонската терапија за раст, се плашеа да одат дури да ја подигнат терапијата. Имавме, се сеќавам, неколку обиди за некои родители кои што толку им беше ризично да дојдат, да правевме некакви надчовечки напори ние како здружение, буквално во дури оние часови каде што имаше карантини и полициски час,
да направиме напори како да им ја дистрибуираме до нивните градови, односно имаше и некои што беа од некое село подалеку од Скопје. Така. Па од тука навистина сметаме, не е само тоа причината како што кажав, буквално исто една од клучните работи кои што треба да ги споменеме е дека откако е корона кризата, пациентите не се одважува, односно го ја занемарува сета останата проблематика, односно сите хронични заболувања. Нормално тука, како останатите хронични заболувања се во втор план, така и нарушување на растот беше во втор план. Па ние навистина проценивме дека треба буквално да ставиме акцент и да кажеме дека навистина не сме ковид пандемијата да биде причинител да не обрнат родителите, старателите влијание, односно и време на токму нивните деца, односно да задолжително си продолжат да одат на редовните мерења кај нивните педијатри, па оттаму доколку има потреба секако и да бидат препратени на одделот за ендокринологија, каде што веќе понатаму има други исследувања за да се докаже дали тој организам, односно таа индивидуа има нарушување на растот и од која причина. Така, Александар, освен ова што го потенциравме сега околу ковид пандемијата, кои се другите проблеми со кои што се соочува вашето здружение околу проблемите со задоцнетото констатирање дека нешто не е во ред со растот кај децата се разбира со проблемот. Така, па ајде вака една ретроспектива да направиме. Кои се тие други проблеми со кои што се соочуваат воопшто и оние кои што се диагностицирани и воопшто оние луѓе кои што сакаат нешто да дознаат повеќе околу ова? Реално, мислам дека сме можеби единствената држава која што конзилиарните мислења, значи се толку сложени за да еден нов пациент дојде да прима терапија, односно кога официјално ќе биде пациент кој што е веќе диагностициран и треба да започне со терапија, кај нас тоа оди доста бавно. Екзактен пример е токму Билјана како координатор, односно и родител на дете кој што за жал чекаше 2 години за да започне со терапија. 2 години? Цели 2 години, да. А зошто, што е проблемот? Па кај нас првично до минатата година навистина стававме акцент на дискриминација, односно сакате да кажете, се извинувам, дека кога ќе се диагностицира проблемот треба да чекате 2 години да добие детето терапија. Некој повеќе. Заради тоа што треба министерството да реагира па до фондот па и така натаму? Па не, како вака, значи, или? Ајде вака да пообјасниме за гледачите. Терапијата е за овие кои што се, мораме да напоменеме дека во моментов официјални пациенти кои што се покриени на терет на се околу 100. Добре. И сите тие се на терет на државата. Ние сме единствената земја која што во светски рамки имавме до скоро, а мислам дека и се уште важи истото. Нормално го кажувам тоа заради тоа што кога ќе видам дека официјално почнуваат веќе да бидат пофлексибилни на детската клиника и да ставаат веќе пациенти кои што навистина треба да почнат веднаш да бидат ставени, кога ќе се зголеми таа бројка на, односно реалната потреба, секој пациент кога ќе дојде на клиника, кога ќе биде констатирано дека треба да прими терапија, кога веднаш ќе биде експлицитно ставен на терапија, тогаш ќе кажам дека навистина сме веќе во трендот на европските и светските земји. Ние сме единствената земја која што имавме забетониран став дека ние сме сиромашна држава и дека само 100 пациенти можеме да лекуваме и така натака. Да појасниме за гледачите, појасниме за гледачите, да, имавме голема листа за чекање, на чекање кој што беше навистина прилично голема. Терапијата е покриена од страна на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и она што мене ми е драго, ние направивме тоа да биде исклучително условен буџет. Што значи условен буџет? Значи потребата која што годишно ќе побара детската клиника од Фондот за здравствено осигурување, благодарение секако тука морам да напоменам на нашите притисоци и нашите заложби, Фондот за здравствено осигурување го дава буџетот на детската клиника и е строго наменски буџет. Односно, детската клиника не смее дури за ништо друго, дури ни за вода да имаат потреба да платат, не смеат тие средства да ги пренаменат. Тоа од тука кажувам дека навистина нас ни е драго што направивме еден таков систем, заради тоа што во минатото се случуваше навистина да биде злоупотребен буџетот, да се купуваат други работи, да се купуваат да не речам дури реновирање на оддели со наши пари и така натака. Сега стрикно тие пари се за вас. Да. Она што сакам да се пофаламе оваа година дека навистина за прв пат се изборивме за рекорден буџет, односно 58 милиони
денари се обезбедени на детската клиника, на располагање на детската клиника за хормонска терапија за раст. Тоа во превод би значило дека дополнителни 50 до 60 деца можат да бидат лекувани, согласно кога ќе ги пресметате поединечните цени на чинење на по цена на милиграм на секој еден хормон. Тоа да говориме на годишно ниво? На годишно ниво, добра. да. Од тука можеме да кажеме дека сме горди и секако дека нашите заложби низ годините како здружение за кои што постоиме од 2006 година не биле излични и не биле бескорисни. Напротив, сме докажале дека во општеството се бориме за права на пациенти и сме кажале дека навистина сме докажале дека нашата држава, доколку веќе се стремиме да влеземе во европските врати, дека треба да влеземе потполно европски токму и во оваа проблематика. Потука навистина сметам дека доколку и сите здруженија на ист начин функционираат, мислам дека успехот не би бил избежен, односно секако би бил загарантиран во секој проблем кој што го застапуваат како здружение. Ајде неизбежно ми ова да го прашам, кога ми гостуваат вака здруженија нели кои што се борат за правата на пациентите, кои што еве се на некој начин со некои поретки или специфични проблеми, како функционираат? Дали имате компарација со други здруженија што се еве од Балканот и пошироко? Како е кај нив тоа уредено? Дали тие ја молат државата за секоја работа која што им е потребна на овие дечиња или пак се функционира безпрекорно како што и треба да функционира? Дефинитивно, ние сме можеби единствената земја, како и во се впрочем. Како во се, за жал, нашите пациенти се принудени да доаѓаат на детската клиника во Скопје за да си ја подигнат пред се терапијата. Ќе појдам од тука. Во поразвиените земји, како што е USA, напротив, они кај нив начинот на набавка е сосема подруг. Значи таму веќе во однос на осигурителните компании каде што они си се решиле да бидат осигурувани и они имаат простор буквално да ги бираат и лековите со кој хормон да биде застапен неговото дете, заради тоа што има право, односно може да си го промени осигурителниот агент и да едноставно буквално самите пациенти имаат до толку ексклузивно право да си ја бираат терапијата. Секако во соработка со... А ние дури да молиме за терапија. А ние молиме за терапија, за жал. Нас тоа нешто Исто она што мораме да напоменеме е проблем кај нас со кој што се соочуваме, како што напоменав дека сите пациенти во минатото беа принудени секој месец да доаѓаат од детската клиника да го подигнуваат лекот. Замислете сите пациенти, дури имавме се сеќавам на поодамна и токму од таму ни дојде таа идеја да во еден бивш здравствен систем да убедиме дека навистина треба барем на 3 месеца да се подигнува терапијата. Во развиениот свет, во секој град, дури по неколку, мислам дека да не речам во сите апотеки ги имаат хормоните за раст со само една протоколарна рецепта која што ќе биде препишана од соодветниот лекар ендокринолог, односно специјалист. Секој пациент во неговиот град, еве да речам Бугарија конкретно, како поблиска земја до нас, сепак европска земја, имаат по неколку апотеки во нивниот, во секој еден град, каде што можат да си ја подигнат терапијата. И они ја подигаат на 6 месеца. А ние сме принудени на 3 месеца сите од цела Македонија да доаѓаме на детската клиника, односно да доаѓаат родителите да ја подигнуваат. Секако успех и тоа што направивме. Место секој месец, барем на 3 месеца да доаѓаат, затоа што се олеснува квалитетот на животот на пациентите, се намалуваат трошковите и секако се намалуваме како луѓе кои што правиме гужви по амбулантските болничките ходници. Нарочито сега кога се реновира одделот последниве 2 години. И тоа би сакале навистина да го напоменеме доколку ни дозволува времето. Така може да слободно. Сериозен проблем е во моментов и клиниката за детски болести, односно одделот за ендокринологија кој што веќе повеќе можеби од 2 години е раселен заради некакво реновирање кое што веќе трае 2 години како што кажав. Па еве и од оваа прилика дозволете ми да се благодарам на Алкалоид кој што донираше навистина една убава сума на детската клиника, па апелирам до актуелните директори на детската клиника да веднаш си ги засукаат ракавите и веднаш навистина да го реновираат одделот и да го вратат персоналот како што заслужува, односно и сите пациенти како што заслужуваат, да не бидат секој доаѓање на различен оддел, на различна просторија, него на вистина науката која што е ендокринолошка е една комплексна наука, да се биде соодветно како што заслужува и да пациентите на вистина го добијат она кој што веќе го има.
Кога веќе говориме за примање на терапија, терапијата кога веќе ќе се одреди дека едно дете кој има проблеми со растот, дали како се прима, ме интересира, дали еднаш се зема континуирано, како еве може Билјана да ни каже, биде ги кажете координатор, но и медицинска сестра. Да, да. Значи терапијата се зема секојдневно, кога веќе ќе се одреди дека детето треба да прима хормон за раст. Така. Субкутано се прима како инсулинската терапија со мали иглички. Сега во Македонија кај нас постојат 4 видови на хормон што се примаат за раст. Во принцип повеќето од нив се со пенкала, меѓутоа има и со апаратче. Сега за тоа се врши специјална обука на клиниката за детски болести, значи секој родител да знае како да ја аплицира терапијата на детето кога детето е помало. А како детето расте, значи ние Сдружение Раст организираме секоја година летни детски кампови, едукативни, каде што ги поттикнуваме поголемите деца самите да го прават тоа. И благодарение на тие летни кампови, значи многу деца се осамостоиле сами да го прават тоа. Се поттикнала самодовербата кај нив се зголемила, значи дружењето. Така да тоа е тоа околу апликацијата на терапија. А дали треба, до кога треба да се прима таа терапија? Има ли некоја временска рамка? Тоа одредува рамка? доктор ендокринолог, значи докторот што го води детето. Кога веќе ќе процени дека да, односно до самото затварање на епифизните плочки. Така на крајовите на коските. Кога веќе тоа ќе се случи, тогаш се прекинува. Да, тогаш завршува растот. Добро. Дали има уште нешто што треба да кажеме околу здруженијето, па да кажеме сакаме нешто околу проблемот како проблем? Еве, кој би бил компетентен да ми одговори? Има ли нешто друго што треба да го потенцираме како здружение и како проблем што го имате во однос на сето ова што им треба на пациентите? Реално проблем како проблем е и отежнувањето, како што кажавме, пристапот, набавката, зголемувањето на флексибилноста на новите пациенти. Значи нема потреба од со месеци, со недели да траат тие конзилиерни потпишувања, односно да се собираат потписи и како што кажав, сериозен проблем е, мислам дека и тоа што самите директори се потписници на конзилиерните мислења. Значи на некој начин според мене е навистина тоа на мешање во работата, можеби и успорување на работата на лекарите. Напротив, имаме стручен тим кој што се од неколку ендокринолози. Мислам дека сме дури најбројни на одделот за ендокринологија, најбројни се нашите стручни лица во однос на другите оддели, каде што веќе знаете дека дел се заминуваат во пензија, дел се иселуваат од државата, дел се одат во приватните клиники. За жал, ние сме буквално најбројни и мене ми е многу драго. Исто така е проблем заради тоа што сите пациенти се принудени да дојдат во Скопје. Значи не постои детски ендокринолог во некој друг поголем град. Навистина сметаме дека би требало да има барем уште во 2 града. Така, да, заради тоа што не мора сите тука да доаѓаат. Да, токму и од тука е и еден апел сакам да упатам да навистина таа специјализација, субспецијализација навистина да биде доделена и на некој од другите градови, да биде доделена на некој лекар кој што навистина, јас секогаш велам, оваа наука, особено ендокринологијата е нешто што не би требало било кој по секоја цена да дојде да биде лекар, него напротив, треба да биде лекар кој што сака навистина да научи да биде ендокринолог, особено кога станува збор да лекува деца. Имаме прекрасни личности кои што се дел од нив за жал пред пензија. Сметам дека навистина не треба, нема веќе дури за доцнато е времето, но и се уште има малце време каде што не треба да се чека, него напротив тоа ниво на искуство и знаење треба веднаш да се најде некој да го апсорбира и да има навистина сите пациенти понатаму во нашата држава да имаат кадар кој што навистина ќе знаеме дека е на право место, односно со сигурност да кажеме дека сме на правото место кај правиот лекар. Дали сте уште постои проблемот со добивање на терапијата? Или веќе тоа е решено? Во моментов не, значи јас секако можеме да констатираме дека немаме проблем со набавката на терапијата. Ако веќе на пример се диагностицира нов проблем кај некој дете, дали веднаш ќе добие терапијата или колку време чека? Не, се уште, значи ние се уште оние со кои што располагам најнови информации од нормално лични контакти, веќе можам да кажам дека веќе нешто пробуваат, шушкаат, посебно затоа што заради тоа што кажавте дека има буџет. Да, ама ние сме актуелни деневи. Заради тоа што ние притиснавме како здружение повеќе. Да, и веќе се прават напори да стават нови пациенти, тоа се најсвежите информации со кои што располагаме, дека веќе почнуваат да стават некој нов пациент
Па ми е драго навистина ете да кажеме и во скорошно време дека можеме да кажеме дека буквално сите во моментов кои што се на листите за чекање Ќе си го добијат. ќе си го добијат она заслуженото кое што им следува, затоа што сите се рамноправни и не сме никој да биде дискриминиран, да не биде на време третиран и лекуван. Добро, ама сепак се чека. Се Во чека, моментов да, се се чека. Добро. Билјан, ајде да ни кажеш нешто околу растењето, што представува растењето, вака чисто да го информираме оние кои што не следат, па ако можеби некој се пронајде во она што ќе го проговориме нели околу тоа кога да се реагира, Така. кај едно дете да знаат навреме нели да реагираат. Значи, растењето е еден физиолошки процес кој што го има секој организам, нели? Така. Меѓутоа не се работи само за висина и тежина, него растењето и како растење и внатрешните органи, истовремено со висината и тежината растат и внатрешните органи. Значи, кога родителите ќе забележат дека нивното дете заостанува со растот во споредба со неговите врсници, кога родителот ќе забележи дека детето неколку години ја носи истата облека или неколку години ги носи истите обувки, тогаш веднаш треба да реагира. Кај нас во Македонија некако матичните педиатри и докторите кои што ги следат децата во диспанзерите за здрави деца, нели систематски прегледи, некако малку обрнуваат внимание на тие. Некако тоа рутински го прават, Да. се чини многу не. Многу малку се обрнува внимание на тоа. Но може и да напоменеме заради тоа што имавме ние прекрасна национална кампања која што сметам дека треба и тоа час поскоро рестартирање само нормално малку да се ревитализираат Состојбата со со корона. ковидот. Сметам дека и реалноста е таква откако ја направивме кампањата, особено овие диспанзери кои што ти ги спомена, навистина во кои што има наши донирани висинометри. Направивме исто така едукација на сите вработени во сите градинки, односно околу 80% државата успеавме да покриеме, затоа што и биле работи во градинка и знае што значи тоа кога ќе се фати едно детенце што порано да се види дека заостанува во однос на неговите врсници, успехот е навистина многу поголем. Така. Сакав да напоменам до родителите, значи кога ќе заприметат такво нешто, кога ќе забележат, веднаш да реагираат, затоа што еве поаѓам јас од себе, од лично искуство. Кога забележавте, кој период беше тоа, во која возраст обично, кои години од периодот на детето? Јас го забележував детето дека послабо расте, значи од секогаш го забележував. Уште од мало, да. Меѓутоа, кога ќе го однесев кај матичниот доктор, тогаш како помало, викаше дека е се во ред. И родител како родител до последно се надева дека ајде ќе оставиме период, временски период ќе оставиме детето ќе порасне, ајде ќе дојде пубертет ќе порасне. Сето тоа оставање на време Понатаму, па не може кога ќе заврши пубертетот, адолесценцијата, штом ќе почне се затвараат епифизните плочки на кој период е најдобар за да се изреагира, која годишна возраст? Значи веднаш штом ќе се забележи, например 6-7 години, 8. Да. Па тоа е веќе можеби малце доцна. Значи од 4 години до 6-7 веќе тука најоптимално се гледа, значи тоа дете во предшколската возраст треба навистина да се внимава, така, добро. И исто она што е клучно да кажеме, значи не само да ги мерат, само по себе мерењето не значи ништо. Добро. Да ги внесуваат во кривата на растот, значи мерките имаат перцентилни криви, секој педијатар ги има во својата ординација, значи ние исто така имаме апликација на мобилна апликација. Значи секој родител може да си ја симне таа мобилна апликација на својот мобилен телефон и секогаш кога го мери детето, значи мерката нова да си ја внесува и самата апликација има графикон по кој што се одредува која ќе биде целната висина на детето и нормално родителот си го следи детето. Доколку одстапува од нормалната висина, тогаш самата апликација укажува на родителот дека треба да посети педијатар. Значи само да напоменеме како се вика апликацијата, се вика карта на растот. Значи на Google Play Store и на App Store. Добро, да пишат само да пишат карта на растот со кирилица. Но можно е да им искочи и српската верзија. Добро. Истата е, само што треба навистина да ја даунлодираат, бесплатна е и навистина е многу продуктивна оваа апликација, затоа што навистина не само покрај тоа што веднаш ги гледате параметрите детето каде е него, секогаш ви остануваат зачувани податоците, има втор фолдер каде што секогаш
ви стои податокот кога сте го измериле, колку изнесувало и каде било. Значи токму е таа алатка многу продуктивна затоа што веднаш ќе ви укаже дали детето е во граници на нормалата или не. И како што кажа Биле, навистина има линија во која што веќе ако детето е во таа линија каде што е алармантно, има назначено дека веднаш да се посети лекар. И нормално, секако би било добро и продуктивно, уште еднаш да апелираме до сите матични педиатри, апсолутно да обрнат внимание на висината од најмалата возраст и не само да обрнат внимание, него да сето тоа го сейфуваат, односно во нивните картони здравствени и да ги препорачуваат, односно редовно на ендокринолог доколку сметаат дека има потреба, односно доколку детето веќе не е во граници на нормалата, тоа подобро го знаат самите лекари, но секако, како што кажавме оваа година заради пандемијата, навистина сите малце го занемарија сето тоа. Дури реалноста беше таква дека на одделот за ендокринологија речиси да не одеа пациенти кои што имаат реално потреба, односно имаат заостанување во растот, нешто што не беше пракса во претходниот период пред пандемијата и заради тоа, како што кажавме веќе, се фокусиравме да мотивираме ви од овој момент, навистина сакаме да кажеме дека си има протоколи, има правила како се оди на клиника, така да сметаме дека не треба да се плашат воопшто и едноставно да си ги мерат нивните деца и доколку има потреба да се објават на ендокринолог. Подобро да проверат навреме и да не е точно нели тоа дека имаат проблем, отколку пак да биде задоцнето како што после да нема време да се кажа реагира. Билјана, после веќе кога нели ќе се затвори епифизата, ако добро разбрав, тогаш веќе не може нели да се делува на хормонскиот раст. Имаме многу пораки на страницата на нашето здружение, често ни стигнуваат пораки. Има ли вака дали се интересираат воопшто родителите за децата за растот? Реагираат ли, прашуваат ли, се интересираат? Тоа сакав да кажам дека често добиваме пораки од родители на големи деца, веќе 17, 18, па дури и 20 години. Да. И тука веќе не може да се не може да се реагира затоа што растот е завршен. И после што се случува со тие деца, да се даде, дали може да се даде витаминска терапија за да се помогне на детето, се постигне нели поголема висина, меѓутоа за жал тука веќе не може ништо да се помогне. Заради тоа ние апелираме и заради тоа ги правиме сите овие кампањи, сите овие активности што ги правиме како здружение, се со цел да ја подкренеме свеста за растот. И што значи тоа? Дека децата растат одредено време и кратко време, меѓутоа живеат после цело време со последиците од тој раст. А кои се последиците? Кои се последиците? Па видете како... Тоа значи дека веќе кога нема да ја постигнете онаа тежина која онаа висина се извинам која што треба да постигнете, значи дека и целиот организам потоа не функционира како што треба. Па како што кажа Биле, практично нелекуван пациент за жал во животот може да се соочи, а и генерално медицинската наука тоа го докажала дека е така. Овие пациенти нелекувани кои што не се лекувале, кои што немале можност од било која причина да бидат лекувани, навистина се соочуваат со зголемени со депресии, со зголемени односно со дијабет, асоцијални се, исто така со срцеви заболувања, со мозочни удари и секако со дебелината, исто знаат голем број од пациентите имаат зголемена телесна тежина и сите последици тежината која само по себе. Значи освен што влијае на психичкото, влијае на целокупното здравје и на физичкото така, значи и заради тоа ние секогаш ставаме фокус кога лекуваме еден пациент, кога велиме дека треба да порасне. Ние не сакаме да кажеме дека Македонија сакаме да биде највисока на светско ниво, него напротив да порасне здраво, затоа што компликациите кои што сите ги занемаруваат и ретко да речам реално кој придава на значење дека е реалноста таква, се многу поголеми се последиците. Така да и од тука ние навистина несебично работиме затоа што сепак сме ние родители кои што некогаш сме имале потреба за нашите деца, конкретно јас, сега веќе немам, но не е големината во луѓето. И вие имате дете кое што имало потреба? Да, кој што имаше нарушен раст. Значи тоа ви беше мотивот за да го здруженијето? Не, напротив, како што и претходно пред емисијата кажав, јас сум човек кој што работи во здравството. Големината на луѓето тука се гледа. Значи не е само јас дека сега имав потреба па се вклучи во здруженијето, него напротив. Добро, зашто се случувало, сум разговарала и со други па кажале дека тоа им било мотивот да се вклучат во работата. За жал реалноста е таква. Кај нас и наши членови кои што биле многу активни,
се додека имале потреба на некој начин заради нивните деца, биле присутни, биле активни. Но голем број од нив веќе не се активни, не се гледаат едноставно дека треба дополнително да допринесуваат, но секако се е тоа индивидуална одлука. Она што јас како претседател на Сдруженијето, кој што од 2007 година веќе несебично работиме, како што кажавме, сме здружение кое што е буквално непрофитабилно, и исклучиво сите овие активности кои што ги работиме благодарение на свесните општествено одговорни компании кои што несебично го поддржуваат здруженијето, секако и јавни институции. Морам да напоменам, една од нив е и ЈЗУ Здравствен дом Скопје, во кој што јас веќе работам скоро 20 години. ЈЗУ Здравствен дом Скопје е еден од најголемите здравствени институции. И несебично сите директори на нас кои што биле од како јас работам, навистина го имаат поддржано здруженијето. И сум многу горд. Како сега со него? Да, апсолутно, и со него имаме прекрасна соработка. Човек кој што навистина е општествено свесен и продолжи таа, мене ми е драго што продолжи таа традиција на поддржување на здравствено Скопје, на нашето здружение, за кој што сум јас посебно горд заради тоа што сум и дел од тој тим. Така. Дали воопшто можеме да потенцираме кои се тие фактори кои што предонесуваат за да детето нема нормален раст? Што е тоа што предизвикува вакво, како да кажам, ајде пореметување, можеби на хормоните, нарушувањето е повеќе фактори биле ќе може да каже повеќе. Значи нарушувањето може да биде од наследни причини. Добро. Исто така од тие што се синдромите, Тарнеров синдром, Прадер-Вили синдром, Нунанов синдром, понатаму како причина исто така е исто така е многу мала родилна тежина, односно самиот плод уште во утробата на мајката ако не се развива доволно добро од не знам кои причини. Значи еве да внимаваат оние родители кои што имаат деца со мала родилна тежина, добро. Да, исто така и кои што се предвреме родени. И тие што се предвреме родени деца со мала родилна тежина и висина, и тие немаат се околу 50% да речам се во ризик дека ќе имаат понатаму намален раст, мислам мал раст. А околу синдромиве што ги споменавте, тие како се откриваат? Тие се откриваат кога се раѓаат бебињата или? Па некои бидејќи фенотипски одредени синдроми фенотипски даваат на детето. А некои се одредуваат понатаму преку кариотип, значи разни испитувања кои што се прават понатаму. Има ли разлика во растот кај момчињата и девојчињата? Во кој период треба да се забележи тоа, нели? Бидејќи обично се вели, ајде машките подоцна растат, па ќе порасне како што зборувавте вие претходно во пубертетот, ќе isfrли бој, што се вели така што велат нашите баби и дедовци. Некако девојчињата, во кој период треба тука да се исто да не се потврли, како да кажам? За период, значи нема одреден период каде што би можеле да кажеме дека во овој период за девојчињата е битно, а во друг период за момчињата. Значи исто е. Значи од најрана возраст мора да се внимава и кај девојчињата и кај момчињата, со тоа што целната висина која се пресметува кај девојчињата и кај момчињата, тука е разликата. А иначе во однос на детекција на проблемот не постои разлика помеѓу момче и девојче. И која е таа висина која што е нормална сега, определена? Целната висина, да, секој организам има целна висина која што треба да ја достигне во животот. Токму и на таа апликација ги има таа формула. Значи тоа, колку што ве разбирам, преку апликацијата ќе се дознае колку треба да порасне. Може да се пресмета и без апликација. Тоа е наједноставно за самите гледачи и самите родители кои што се засегнати во овој момент да го направат. Да не чекаат утре да отвори матичниот лекар па да трчаат, но секако не велиме дека ние треба само тоа да го прават, него треба редовно кога си одат на нивните матични лекари за било која причина да побараат нивните деца да бидат измерени. И не само измерени, него тогаш е моментот кога е клучниот момент да тој лекар кој што секако е стручен и едуциран да пресмета висината, дали одговара согласно моменталната година на возраст на тоа дете. И дали е во граници на нормално. Но еве би можеле да кажеме како се пресметува тоа, ви беше прашањето. Да има формула за тоа. Значи се собира висината на мајката и висината на таткото се собира, се дели со 2
За момчињата се додава 6,5 см плюс Така. на резултатот, а за девојчињата се одзема 6,5 така, см. па тоа ми беше поентата, како е правилното И така, пресметување да се знае. Тоа е формулата која за што- целната така, висина. значи според Е важно. родители, според висината на двајцата родители, Да. значи за момчињата се додава, за девојчињата се одзема 6 см. Значи прво се собира висината Така. на мајката и на таткото, па се дели со 2. Па се одзема 6. За девојчињата се Одзема? се одзема, за момчињата се додава 6,5 см. Така се надам дека разбрах дечето, Да. че се собира висината од двата родители, се дели со 2, за момчињата плюс 6, за девојчињата минус 6 и тогаш треба Тоа е да се целната добие. Тоа е целната висина. Тоа Која би беше- требало нивното Тоа дете беше да да достигне. Немаме уште многу време, напоменавте кампања, секое здружение нели кога говориме за оној проблем нели за кој што говориме со вас сега во моментов, секојаш ще потенцира дека многу малку се говори за проблемот, не само за вашето, општо и за другите проблеми со кои што се соочуваат здруженијата. Кампањата како ја поставивте вие да оди? Дали тече цело време или временски ја пуштате? Како оди тоа? Нешто да ни објасните околу тоа, бидејќи нели целта е што повеќе да се информираат родителите. Согласно ете и препораките од колегите од светот, согласно и сите анализи кои што ги правиме на глобално ниво, односно мислам дека ние сме можеби дури пример за светот, зашто слободно можам да кажам. Веќе втора година направивме прекрасна кампања со што повеќе јавни личности. Добро. Па и оваа прилика навистина сакам од срце од се срце да им се заблагодарам за нивниот ангажман кој што е итекако за пример. Сите анализи покажуваат дека веќе социјалните мрежи можеби се едни од најклучните за информирање на што повеќе популација на населението. Па од тука ние решивме навистина тоа да го направиме, како што кажав, со јавните личности кои што веќе во договорениот термин на глобално ниво одеше цела недела. Значи секој ден имавме некој нова јавна личност каде што Кратки видеа. имаше свој видео обраќање со една унифицирана реченица за конкретно оваа година. Зашто повторно сакам да кажам дека сум горд и благодарен на нив. Секако јавниот сообраќајен превоз кој што го кажавме е исто мотив плюс да ете и некој друг можеби се сети тоа да го направи, да биде нормално секој ден на сите улици видено тоа знаменце кој што веќе е препознатливо во светски рамки. И сите останати гостувања кои што ние како токму и денес сме кај вас во телевизија Сонце, буквално пробувавме цела недела, секаде каде што сме поканети да дојдеме, дури на нашите приватни автомобили ги возевме знаменцата цела недела, изработивме флаери кои што демта на плоштадот секако ги со прекрасни пораки ги делевме на случајните менувачи. Исто така преку социјалните мрежи бевме доста активни, каде што секој ден координаторите ги шерува сите тие флаери со прекрасни пораки. Во минатот имавме соработка со основни училишта, секако ради пандемијата оваа година гледавме да се оградиме, да не направиме дополнителни собирања. Така, немаме уште многу време, само сакам да прашам уште 2 минути, мораме да завршиме. Дали континуирано сега имате некои планови во текот на годината се нешто да се случува околу тоа да не се заборавени или не е само денот? Да, па дефинитивно ние како здружение не сме активни само една недела, него буквално 12 значи, во месеца секој да не случај имате речам. планови, да се говори Следно што постојано. правиме е веќе заминуваме во Бугарија на еден редовен состанок, односно Семинар и за ретки редовен болести. семинар за ретки болести, каде што секоја година сме поканети. Секако со драго срце одиме. Потоа следи предновогодишна активност која што на пример минатата година ја посветивме на социјално ранливите категории кои што ние ги детектиравме во нашето здружение, па сите пари кои што ги правевме за предновогодишни некакви активности со пациентите ги пренаменивме на донации. Храна, пакети социјални за дезинфекција и хигиена, така да го посетивме буквално секое семејство до дома, до најдалечните села се одваживме, отидовме, зашто сме навистина горди. Оваа година навистина не можам да кажам веднаш уште сега каква би била предновогодишната активност, но навистина и летните кампови. И секако, да, посебно летниот камп кој што беше 10 јубилеј. Да, Ми е драго што конечно 10-ката 10 години како слава. јубилеј значи тоа го планирате Да, за да, година, за секако апсолутно. Кој што кажа биле Тоа е многу корисно. важно. Тоа е и многу клучната активност на нашето здружение, кој што сметам дури дека треба
и останатите здруженија наистина да ги мотивираме да го прават. Секако морам да се заблагодарам на сите општествено јавни компании, поединци и институции кои што несебично не поддржуваат, навистина без кои не би можеле да овие деца ги направиме поздрави личности, посреќни личности, повеќе мотивирани и секако на нивните родители да им го направиме животот поквалитетен, затоа што ќе направиме од нив едни здрави личности кои што ќе бидат секако понатака и здрави за односно корисни за општеството. Корисни за самото општество. Така. Ви благодарам многу, ми беше навистина задоволство да говориме на оваа тема. Уште повеќе што кажавме дека многу ретко се зборува и јас не сум досега разговарала за овој проблем. Тука сум нели за се што треба, за она што можам да бидам ваша поддршка и како новинар и како медиум, па се надевам во некоја следна прилика со нешто друго ново од вас. Повторно ќе се видиме во студио. Благодариме на поканата. Секако и ние ви стоиме на располагање, нас многу ни значеше ова и ви благодариме. Така. Почитувани гледачи, тука некаде завршуваме со денешното издание на Ваш термин. Се надевам дека бевме интересни, што повеќе што кажав, не сме обработиле нешто вакво и не сме доставиле вакви информации, а се за нели доброто на децата. Ви посакувам пријатен остаток од денот, грижете се за вашето здравје, чувајте се, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.